што врискаа на сите страни. Пискотници се случаат од Белата палата до Будимпешта. Координаторот на советничката група на СДСМ во Карпош, еден многу фин господин, културен, воспитан, беше директор на некој центар. И човекот подолго време, откако се смени власта, барат да го сменат. Го менјаат и го носат во центар за социјални работи во Карпош, до вецето го сместуваат. Ајде, кажете ми зошто. Единствен што во оваа држава дадов пример, кога ќе се победи и кога ќе се земе власта, дека треба нормално да се однесуваш, бев само јас и никој друг. Сите други гледат кој на кому очите да ги ископа. Сега се моите 5 минути. Овие што плачеа 7 години, што врискаа на сите страни. Пискотници се случаат од Белата палата до Будимпешта. Зошто има потреба таа работа? Зошто не ја преземе нормално власта? Има квалитетни луѓе и кај едните и кај другите. Јас све што можеше да вреди во општината, све се потрудив да го искористам. Јас дадов добар пример. Тоа што други се заробени во својата омраза, а пошто е најлошо, критикувани со партиците ако не се реваншираш на политичките противници, ако не ги тргнеш. Па ако ја разбира работата, а ти си дунстер, кого да го напредам и со кого да работам?